Габриел Ескобар утре доаѓа во Скопје. Од она што се дознава за време на посетата, заменик помошникот државен секретар на САД ќе се сретне со државно-владиниот врв, председателот Пендаровски и премиерот Ковачевски, но исто така предвиден е и состанок со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Доаѓањето на Ескобар во Скопје се случува по стартот на пленарната собраниска процедура за уставните измени и внесување и на бугарите во уставот, седница чие гласање беше одложено до обезбедување двотретинско мнозинство. Неофицијално посетата на влијателниот американски дипломат се поврзува и со обидите за омекнување на ставот на ВМРО ДПМН и незиниот лидер дека нема да дозволат уставни измени во овој парламентарен состав, позиција која беше дополнително засилена во изминатите денови. По обелоденувањето на информацијата дека Ескобар доаѓа во земјава, шефот на ВМРО ДПМН денеска во Велес беше повнимателен од вчера во Кичево, каде рече дека Европа и светот прават стратегија како да ја скршат ВМРО ДПМН и предавнички да се изгласаат уставни измени во парламентот, скроени по бугарски диктат. Посетата на господинот Габриел Ескобар ја ценам како секоја друга посета. В изминатиот период имавме многу посети од високи странски представници. Ќе ги слушнеме аргументите од таа страна, ќе ги кажеме нашите аргументи и отприлика содржината на тој состанок се надзира. Ја знаеме која што е, така што секој добронамерен соговорник е добре дете. Секој некој што сака да ги слушне аргументите на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, на народот во Македонија, е добре дете. Тоа што сега се обидува власта, посетата на господинот Габриел Ескобар да ја представи како посета на, условно кажано, дипломатски булдожер, кој што тука е повикан на помош од владата да врши тортура и притисок, тоа е веќе слабост на овие криминалци во владата. Тортура и притисок во 21 век никој не врши, а и да вршат притисок и тортура. Тогаш одбрале погрешни соговорници. Вице-премиерот за европски прашања е загрижен од ваквите изјави од опозицијата и вели дека стравува дека ВМРО ДПМН воопшто не сака да гласа за уставни измени, ни сега, ниту по изборите. Сепак, Маричич останува оптимист и гледа два начина за остварување на целта, поддршка од 80 пратеници. Едниот начин е ВМРО ДПМН како политичка партија да одлучи целосно да даде поддршка под одредени услови, за кои што беа разговарани и на лидерската средба која што се одржа пред 2 месеци од прилика. Вториот начин е да дел од пратениците одлучат да гласаат за овие уставни промени, како што имавме случај пред 5 години за претходните уставни промени. Јас не гледам трет начин. Може би постои, меѓутоа тие се двете опции. Ние ќе работиме на двете нивоа и сметам дека не е невозможно, напротив, мислам дека е возможно и дека имаме доволно време и доволно простор да разговараме за да дојдеме до решение. Целта е уставните измени да завршат до крајот или почетокот на годината, план што го поддржуваат и Вашингтон, и Брисел, и главните европски престолнини, но засега не и опозицијата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.